Јануари ни е најмачниот месец во годината. Едвај, врзуваме крај со крај. Дури откако ќе завршат сите празници, тогаш ќе знаеме колку сме во минус, велат граѓаните. Некои наши сограѓани пак месецот го преживуваат и со позајмување на пари, а дополнително на товар паѓа и покачувањето на цените. Дел од анкетираните велат дека веќе почнале и да го чувствуваат оваа зголемување. Сметаат дека треба да се зголемат и платите, а не само цените на производите. Со овие наши пензии секако дека се осеќа. Ова доваѓа негде 70 денари, 80 денари јаболка на пазарима. Тоа е дупло поскапо од лани. Лани беа најубавите јаболка 40 денари. Како не чувствуваме? Со што? Плата никаква. Не вработени никој. Како да не чувствуваш? Тоа е брука. Цените не се покачени, има све. Задоволни сме исто како и прошла година. Сигурно ќе осеќаме спрема нашите пензии. Не им се покачуваат, нас не ни треба. Па не баш реални цени. Мислам, нема поскапување само на овоше и зеленчук има поскапување, а други работи нормални се. Се до душа немаме уште прошетано повеќе по продавници после празникот, али ќе го осетиме до крај на месецот, ќе видиме што се покачи све. Уште не сме пазариле све, мислам. Имам уште нешто залиха од нова година. Па не е баш многу покачено. Мислам дека како што беше пред празникот, така и сега. Осеќам, али жената да ги води тие економии, така да она поарно знае кој е, што е поскапено. Јас сум само инвеститор. Се ќе поскапи, што поскапи нафтата, се знае дека ќе поскапи се. Не само лебо, све ќе поскапи. Колку имаме, толку ќе трошиме. Мора да штедиме. Нафтата, лебот, водата, цигарите се само дел од основните продукти кои поскапја или пак ќе поскапат во текот на годината. Покачувањата се веќе видливи. Ценовниот шок е неизбежен и Државниот завод за статистика во своите извештаи го потврдува истото. Стравувањата на познавачите се дека зголемувањето на цените сепак нема да запре овде.